Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите свечена торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги матиме со миксер. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа во садот ги додаваме сечканите лешници, брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Двете тави за печење ги облажуваме со хартија. По половина од тестото за пандишпан нанесуваме во двете тави. Тавите ги ставаме во ревна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со жолчките додаваме 100 грама шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Садот го ставаме на пареа. Во сад за матење го ставаме маргаринот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Во длабок сад ставаме 250 мл млеко. Додаваме 2 кесички прашок за шлак. Матиме со миксер додека шлагот згусне. Во садот со изматениот шлак го додаваме изматениот маргарин. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме садот од окан. Оставаме кремот да се излади. Во тенџере налемаме 600 мл млеко. Додаваме 200 грама шеќер. Мешаме со жица за матење. Го ставаме тенџерето на окан. Во преостанатите 400 мл млеко во мензурата додаваме 3 лажици брашно. Мешаме со жица за матење. Потоа во мензурата додаваме 3 кесички прашок за пудинг од ванила. Повторно мешаме со жицата. Непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ќе згусне, го тргаме тенџерето од окан. Оставаме пудингот да се излади. Изладениот пудинг пак го матиме со миксер. Потоа пудингот го додаваме во длабокиот сад со шлак и маргарин. Матиме со миксер додека филот се соедини. Во садот го додаваме и изладениот крем од жолчки. Мешаме со лажица. Ги додаваме и мелените ореви. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Потоа ги вадиме пандишпаните од тавата и им ги отстрануваме хартиите. Од двата пандишпана одсекуваме по 1/3 по должина за да добиеме 3 ленти. Филот го делиме на 2 еднакви дела. На коцки ја сечкаме млечната чоколада и ја додаваме во првиот сад со фил. Мешаме со лажица. Потоа ја сечкаме и чоколадата со лешници и ја додаваме во вториот сад со фил. Мешаме со лажица. Врз првата лента пандишпан нанесуваме од филот со млечна чоколада. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Неа ја филуваме со филот со чоколада со лешници. Врз филот ја ставаме третата лента пандишпан. Ја филуваме со филот со чоколада со лешници. Почнуваме со подготовка на шлагот. Во длабок сад ставаме половина литар млеко. Додаваме 4 кесички прашок за шлак. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Потоа го ставаме шлагот во готварски шприц. Со шприцот со шлак го прекриваме страничниот дел од тортата. Потоа го украсуваме крајот на горната површина. Врз филот украсуваме со чоколаден прелив. Со виолетови шеќерни трошки ја завршуваме декорацијата на свечената торта.
За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Добар апетит!